Здраво, другарчиња, се надевам дека се сеќавате на мен. Јас сум Езгјан Мемедов, воспитувач во детската градинка Весели цветови од Делчев. Сакам да ја искористам оваа прилика и да ве поздравам сите вас, а посебно да ги поздравам моите палавковци. Денес повторно сум со вас во Езанимална за да научиме некои работи кои ќе бидат од големо значење за сите дечиња. Подготвив неколку активности. Првата активност, супер смешка, одржува лична хигиена. Втората активност, како здрав ќе бидеш, стихотворба кој се грижи за вашето здравје. Четвртата активност, се грижам за моето здравје, ликовна игра. Дечиња, вие знаете дека насекаде околу нас се бактериите и вирусите, кои се ситни и невидливи за нашите очиња, а предизвикуваат болести од кои може да се разболат возрастните, но исто така може да се разболат и дечињата. Па затоа, нашето другарче Супер Смешка ќе ни раскаже како се грижи за личната хигиена и за личното здравје. Јас сум Супер Смешка, одржувам лична хигиена без грешка. Сакам да сум здрава и чиста, а тоа ви го препорачувам и на вас. Наутро, кога станувам, со сапун, раце и лице си мијам и почесто и врат и уши тријам. Потоа, четката за заби ја земам и од пастата за заби на четката ставам. Со триење на забите голема пена правам, а потоа со многу вода устата ја плакнам. Секое утро така, но и поручек редовно кога јадам. Не заборавам тоа и навечер пред спиење да го правам. Телото почесто го бањам со сапун, го тријам, понекогаш со силен млас се поливам, со млака вода се туширам. Косата ми свети, секогаш ми е чиста. Со шампонче за коса ја масирам, со силен млас вода ја мијам, со мека крпа ја бришам, со чешелот ја чешлам и на крајот со фем си ја сушам. Понекогаш сето тоа го правам сама, но најчесто ми помага мама. Некогаш и тато, кој почесто му помага на бато. Колку е убаво да си чисто дете, да растеш здраво, но да ви кажам право, поубаво се спие на перничка чиста и мека, додека нов ден не чека. Во продолжение, ќе повториме, другарчиња, што треба да правиме за да ја одржуваме нашата лична хигиена и да бидеме здрави. Како што рече нашето другарче Супер Смешка, рацете треба да се мијат со сапунче, бидејќи така се уништуваат бактериите. Измиената коса секогаш е чиста, мека и блеска. Ноктите на рацете и нозете треба редовно да се сечат. За да бидеме чисти, редовно треба да се пресоблекуваме и да не носиме валкана облека. И ушите треба редовно и внимателно да се чистат. Но сето тоа да го направиме, потребно е да имаме чешел за коса, крпа, четка за заби, паста за заби, сапунче и шампон. Но исто така, за добро здравје потребно е секојдневно вежбање или спортување. Во зима на планина, кога има доволно снег, се санкаме, скијаме и играме секакви игри на снег. Еден од најпопуларните летни спортови е пливањето. Луѓето пливаат по море, езеро или на базен. Освен што се добри за здравјето, пливањето и игрите на вода се многу интересни за дечињата. Еден од најзастапените спортови е трчањето. Со трчањето се развиваат и зајакнуваат речиси сите органи и мускули во телото.
Трчањето може да биде и многу интересно, особено ако играте брканица. А кој се грижи за вашето здравје? Секако, за вашето здравје дечиња најмногу се грижат вашите родители, потоа вашиот матичен лекар, а за вашите запчиња се грижи вашиот стоматолог. Продолжуваме со наредна активност, која се вика Како здрав ќе бидеш ти? Стиготворба. Дали сте подготвени, другарчиња, да не научиме стиготворбата? Можеме да започнеме. Како здрав ќе бидеш? Сапун, вода не мрази, од нив не се плаши, зошто тие секогаш другари се наши. Кој се мие редовно и со вода плакне, телото со водата ко челик се јави. Водата загадена немој да ја пиеш, добро да се храниш и добро да спиеш. Третата активност е насловена како се грижам за моето здравје и во оваа активност децата би требало да изработат некој од инструментите на докторката како подолу на сликата, или доколку не сте во можност, тогаш може да боите или цртате ситуации во кои ќе ни покажете како се грижите вие за вашето здравје. Овде завршува и нашата денешна дружба. Се надевам дека ви се допада. Се гледаме во некое наредно видео. До гледање, другарчиња!